Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Македонија нема план Б. Планот за влегување во алијансата е конзистентен. Ова, меѓу другото, го вели министерот за надворешни работи Никола Поповски. Извадоци од интервјуто ќе чуете веднаш по вестите, а целото ќе го најдете на нашата веб страница. Почнуваме со вести од САД. Вашингтон испрати висок дипломат во Пекинг во обид на САД да стават под контрола дипломатска криза. Бегањето од домашен притвор на слеп кинески дисидент Чен Гуанчен и прашањето дали тоа е во американска надлежност. Голема активност, но засега нема официјален коментар од страните. Новинари, владини представници и холивудски личности се собраа во саботата во Вашингтон за забава на годишната вечера на известувачите од Белата куќа. Долга традиција овде, а председателот Барак Обама не им остана должен на републиканците. Во продолжение, интервју со министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски. На неговата посета на Гласот на Америка, еве како ги оцени односите САД Македонија, што вели за Чикаго и по Чикаго. Со него разговараше Јане Бојаджиевски. Што може Македонија да очекува од престојниот самит на НАТО во Чикаго? Јасно е дека самитот во Чикаго нема да биде за проширување. Тоа што ние ќе го презентираме ќе биде поврзано со приоритетите во Чикаго. Тоа е мисијата во Авганистан и тоа е интелигентната одбрана. Во двата домени имаме многу силни аргументи. Петти најголем контрибутор по глава на жител во НАТО мисијата во Авганистан и контрибуција во правец на обука на афганистанските сили заедно со нашите партнери од А5 и Словенија. Тие се аргументите кои сметаме дека се даваат дополнителна важност на зачленувањето на Република Македонија од аспект на исполнети сите критериуми. Има ли план Б Македонија по Чикаго? Не, мислам дека планот е конзистентен, оној што беше досега ќе биде и по Чикаго. Сакаме членство, тоа е заслужено, ги имаме исполнето критериумите. Дополнително постои правен аргумент по пресудата на Меѓународниот суд на правдата. На средбата со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун во Њујорк, меѓутоа и во Стејт департментот, би ве цитирал, ги истакнавте реперкусиите кои ги има Македонија од спорот зимето и покрај одлуката на Меѓународниот суд за правда. На каков одговор не идовте? Тоа што беше јасно нагласено е дека тековната блокада на основа на еден билатерален спор кој ни го има наметното Република Грција не треба да биде причина за остварување на стратешката цел, односно членството на Република Македонија во НАТО алијансата. Доколку бидеме фокусирани на тоа, од страна и ја добиеме потребната поддршка од страна на сите партнери, мислам дека тоа може да се реализира и да видиме конечно дека Македонија ќе може да го заокружи ова поглавие. Тоа што нашите стратешки партнери во дискусиите во Вашингтон, исто како и во дискусиите во рамки на Обединетите нации во Њујорк го нагласуваат, е дека заштита на кредибилитетот на институциите и потенцирање на владењето на правото е нешто што е заедничка вредност која ја делиме. Доколку тие вредности се почитуваат, мислам дека имаме добра, солидна база да ја реализираме оваа цел. Во исто време сте во Вашингтон, кога и албанскиот премиер Сали Бериша веќе имаше средба со државната секретарка Хилари Клинтон. Он доби, цитирам, декларативна поддршка за учеството на Албанија во мисијата во НАТО. Зошто отсуствува една таква декларативна поддршка за Македонија со оглед дека е петти најголем придонесувач во НАТО според глава на жител? Тоа што е, мислам, релевантно е дека такво признание ни се оддава на дневна база и факт е дека сите сојузници исклучително многу ја вреднуваат нашата контрибуција во НАТО. Се надевам дека на престојниот самит во Чикаго тоа ќе биде нагласено и дека тој придонес кој го дава Република Македонија во рамки на мисијата во Авганистан ќе биде препознаен и вреднуван. Во Америка има 20 милиони луѓе со посебни потреби на возраст меѓу 18 и 64 години, што се најпродуктивните години. И близу 80% од овие луѓе немаат цело работно време или редовно вработување. Активистите за права на лицата со посебни потреби велат дека најголем дел од работодавците не обезбедуваат услови за работното место за нив. Но еден иновативен американски производител одстапува од правилото, адаптирајќи секоја
аспект од неговиот бизнес за лица со физички или ментални проблеми. Од машините за шиење во фабриката Пекам во Лансинг, Мичиган, месечно излегуваат околу 300.000 парчиња облека за американската армија, од долна облека до палта. Околу 1200 работници работат во 2 смени за да ја остварат нарачката во зададениот рок. Тоа не би било необично, освен ако ви кажеме дека 85% од работниците се со значително ограничени способности, слепи, глуви, емоционално травматизирани или со ментална болест. Ова е менаџерот Ед Терис. Ben and Chuck here happen to be visually impaired, and yet we've been able Бен to и develop Чак се слепи equipment и that сепак allows them ние to му participate возможуваме in да our учествуваат во manufacturing производството production секој ден. every day. Пекам е непрофитна организација која обучува и вработува луѓе со посебни потреби. Користи така наречена технологија за помагање, за полесна интеракција на овие лица. This table is designed to Оваа allow, маса е така дизајнирана да им помогне на овие луѓе да ги исечат конците од облеката. Поголем дел од животот Мери Роуз Хајбор страдала од недостиг на внимание и обсесивно-компулсивно нарушување. Пред да дојде во Пекам, морала често да менува работа, што ја чинела многу, емоционално и финансиски. I just thought that it was something wrong with me. Мислев дека нешто не е во ред со мене, дека не работам како што треба, зашто не сум мотивирана. Но раководителите во Пекам брзо ја преместувале од една на друга задача за да ги го одржат вниманието. Сега таа ги надгледува другите работници. Време е за втората смена, а првата ја исполнила квотата. Пекам е основана делумно со програмата на федералната влада што купува добри услуги од непрофитни организации што вработуваат лица со посебни потреби. Но се додека овозможувањето на работни услови за овие лица не стане редовна пракса, милиони и натаму ќе бидат неискористена работна сила. А утре во Newsflash, зошто американците даваат? Зошто се секогаш први во помагање при несреќи, во донирање предмети и време на добротворни цели? Гледајте во утрешната емисија. Заради даночни олеснувања, дружење или заради радоста на давањето, американците сакаат великодушно во раката на оној кој има помалку. Тоа е се за емисијава. Може да не гледате, слушате и читате и на интернет. Адресата е glasnaamerika.com или да се дружиме на Facebook. Поздрав до утре. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер.